Основци и младинци членови на спортски клубови од Гостивар денес се надпреваруваа во повеќе спортови во рамки на детската олимпијада која се одржа во спортската сала на Гостиварското основно училиште Исмаил Кемали. Настанот е во организација на Македонскиот олимписки комитет и општина Гостивар, а е дел од светските олимписки активности кои во текот на денешниот ден се организираа во над 200 градови од сите делови на земјината топка. Олимпијадата во Гостивар свечено ја отворија градоначалникот Арбен Таравари и председателот на Македонскиот олимписки комитет Васил Тупурковски. Барем за мене, главните амбасадори и промотори на некоја општина, град, население се научниците, спортистите и глумците и уметниците. Секоја спортска активност ги намалува девијантните појави во општеството, затоа и ние како град, како општина, како администрација ќе се обидуваме во овој период што повеќе да ги промовираме спортските активности. Посакувам на младите ученици и на младите деца својот избор да се занимаваат со спортски како гледаме денес овде, да им остане трајна вредност. И другите млади ученици, младенци и млади луѓе моќу да ги мотивираат и тие да се занимаваат со спортот. Не можете да најдете подобро место да постоите. Спортот ќе ви даде секакви вредности за животот и што е најважно подобро здравје и други физички потреби ќе ви ги исполнат. Денеска сте дел од олимпискиот свет, а тоа големо семејство, бидејќи се организатори на олимпискиот ден, на олимписките игри во Гостивар. Нас е многу драго што сме денес во Гостивар, се надевам дека на соработка ќе ја продолжиме понатаму. Во цел свет денеска во училиштата се слава олимпизмот, се стави идејата за мир, за соработка меѓу народите и за трајно опуштени односите. Ние сакаме да бидеме дел од тоа, денеска вие ни помагате со вашата олимпијада и со вашата организација. Детските олимписки игри во Гостивар офатија надпревари во кошарка, одбојка, фудбал, а застапени беа и кикбокс и карате спортовите. Учесниците на Олимпискиот ден имаа можност да се дружат со своите идоли врвни спортисти, гостиварецот Берат Јакупи, шампион во карате, и легендата на македонската кошарка Перо Антич. На 30 јануари околу 15 часот и 30 минути избувнал пожар во плевната на 30-годишниот ЈЦ од тетовското село Теарце. Опожарен е покривот на плевната, огревни дрва и други предмети, а оштетено било и патничко моторно возило Ford Focus, кое било паркирано во непосредна близина. Извршени увити се работи на расчистување на случајот. Вчера околу 16 часот пријавено дека 28-годишниот гостиварец НН се повредил работејќи на циркулар во фабрика за мебел во Гостиварска Горна Бањица. Сечејќи со машината, тој ги повредил прстите од десната рака и покажаната лекарска помош пренесена на скопските клиники. Извршени увити се работи на целосно расчистување на случајот. На булеварот Благоје Тоска во Тетово вчера околу 19 часот и 20 минути патничко возило Сузуки Марути со тетовски регистарски таблички, управувано 22-годишниот тетовец ОМ, удрило во пешаците ХМ и АР од Тетово. Повредените пешаци со истото возило пренесени се во Тетовската клиничка болница. По извршениот увид се утврдува причината за сообраќајната незгода, околностите во кои се случила и се друго. 45-годишна тетовка вчера вечер околу 21 часот и 30 минути пријавила дека нејзиниот 47-годишен девер психички ги малтретирал во земничката куќа и се заканувал дека ќе се самоубие. Пријавениот набрзо е приведен и испратен на болничко лекување. Управувањето возила без положен возачки испит е еден од почестите прекршоци кои полицијата ги регистрира на Тетовско-гостиварското подрачје. Секојдневно низ улиците и патиштата има диви возачи кои седнуваат зад волан без да размислуваат за последиците. Статистиката на секторот за внатрешни работи го потврдува тоа. Во текот на јануари на Тетовското подрачје биле откриени над 80 лица кои управувале возила без положен возачки испит, а на Гостиварското 40. Најголемиот број од нив управувале патнички моторни возила, а за прекршоците им биле изготвени соодветни прекршочни платни налози.
Минатата година вкупниот број на откриени возачи без дозвола во Тетово и Тетовско изнесувал 1367, а на гостиварските простори 1134. Имајќи ги во предвид овие бројки, секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш потсетува дека управувањето без возачка дозвола е спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и дека паричната глоба за овој вид прекршок е 300 евра. Глоба од 300 евра предвидена е и за сопственикот на возилото кој му го отстапил на управување на лице без возачка дозвола, додека на правните лица им се изготвува барање за поведување судска прекршочна постапка. Секторот за внатрешни работи најави дека и во наредниот период ќе продолжи со засилени контролни активности, во чие средиште ќе биде откривање и санкционирање на возачи во Полошкиот регион кои седнуваат зад волан без положен возачки испит. Со црковно-народен собир празникот посветен на Свети Атанаси денес се чествуваше и во Тетовски Требош. Прославата на празникот беше повод во Требош да се соберат православните верници кои потекнуваат од селото, а се иселени во други места. Иако години наназад се надвор од своето родно село, денешниот чин покажува дека не заборавиле на своите корени и религија. Еве пак се сретнаме во село Требош, на убав ден Свети Атанасија, времето не служи, фала Богу, луѓе се собравмо, задоволни сме превише. Еве, како може да се види, камерата покасно ќе сними дека нешто имаме инвестирано, значи сме у фаза на развијање црквата, сакамо до година да дојде поголем број на луѓе. Доаѓам од Крушево во село Требош, зет Требошки сум, годинаваме кумови на славата Свети Василија, да е напому за многу години. До година пак ќе бидеме кумови, ќе бидеме присутни во село на ова величенствена прослава. Ве повикувам, ве уверувам дека ќе бидете величенствено да бидете присутни што во поголем број, да дадеме придонес за нашата вера, за нашата нација и за нашата вероисповест. Чествувањето на Свети Атанаси во Требош е долгогодишна традиција, а повозрасните се задоволни што нивните поколенија ја продолжуваат традицијата да доаѓаат на празнувањето на денот на Свети Атанаси. Според традицијата, чествувањето на празникот започнува со богослужба во селската црква, пошто се благословуваат пченицата, лебот и виното, принесени од кумовите. Святи мучениci, иже добрije stradal, čestvovаше i vjenčaše sja. Molite, sjako Gospodo, pomilovati sja dušam našim. Slava Tebje, Hriste, Bože, apostolo, pohvalo, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica jedino sušnaja. Isaije likuj, djeva im je vočevje i rodi sina Emanuila, Boga žej čelovjeka. Daneska pradnjaka posljedno čestnici od naša Atanasije Patriarhot Aleksandrijski. Prodi na човечките борби и подвизи за зачувување на православната вера Свети Атанасije, велики архиепископ Александрийски, еден од најголемите оци на црквата Христова и со право нарече столб на црквата и татко на православието. Неговите заслуги за вистинската православна вера се толку големи и значајни, така што тешко може да се спореди со друг отец на црквата. Неговите заслуги се покажуваат на сите полни, и тоа на црковно, богословско, духовно, подвижничко и на морално. Свети Атанаси Велики е роден во Александрија во 295 година од набожни родители кои го воспитале во христијанскиот дух. Тогашниот патриарх Александрийски Александар недо возвишено место гледал како се играле децата покрај морето. Во исто време забележал едно детенце облечено како епископ, кој во детската игра ги ракополагало децата за свештеници, а некои ги крштевале покрај морскиот брег. Ракополагањето и
крштевањето детето го извршувало точно како што е пропишано според учењето на православната црква. Патриархот Александар се воскитил од гледката и според тој патриарх ги повикал родителите на Свети Атанаси, ги посоветувал да го пратат на училиште. Во родниот град Александрија, Свети Атанаси се добил со општо образование, град во кој време бил еден од најголемите културни и духовни центри воопшто. Целиот земен живот светителот го посветил на изучување на божествената наука на Светото писмо, таткото на православието, ги изучил сите книги на Стариот и Новиот Завет, подобро од било кој друг човек за ова сведочат и неговите напишани дела. Презудно влијание за неговото христијанско образование се смета престојот во Тиберијската пустина, средбата со монасите, а најголемо влијание врз младата душа Христова извршил големиот отец Свети Антониј Велики, кој бил родонаследник на православното монаштво. Кога се вратил од пустината во Александрија, Свети Атанаси бил воведен во редот на клириците и патриархот Александар го ракоположил во чин архидиакон, му постал секретар и советник на својот патриарх. Во тоа време во Александрија верските расправи и лажните учења ја потресувале црквата Христова. Посебно Ариевото лажно учење внесувало немир меѓу народот и да се прекинат верските расправи бил одржан првиот Вселенски собор во 325 година во градот Никеја, кој го осудил лажното учење, а во символот на верата е утврдено вистинското и правилно верување. Набрзо после соборот и смртта на патриархот Александар, Свети Атанаси постанува архиепископ во 328 година. Од тогаш настапуваат тешки години на борба, прогонство, но и триумф на самиот крај на животот. Свети Атанаси бил принудуван да се крие од гонителите во приватни куќи, дури и во бунари, а во две прилики мора да бега во Рим и него го прогонувале и царевите. Последните денови на својот живот го поминал во мир како патриарх Александар и почина во 373 година. Овој голем свети отец, непобедив борец на вистината, е хранител столб на христијанската црква. Таков негов живот го прославил и на небото и на земјата, бидејќи неговата голема душа трпеливо поднесувала заради љубовта Христова и на крајот излегла победоносна од целата таа страшна и долготрајна борба. Неговата победа била и победа на Светото православие Господари, победите на Света Атанасија, смилост на нас сега секогаш и во вечни векови. Прославата на Свети Атанаси продолжи во црковната трпезарија, со братско-сестринска трпеза на љубовта. По соочувањето кај судија по претходна постапка, Љупчо Димовски го напушти кривичниот суд заменувајќи се со неговиот адвокат Миланко Еленков со приватно возило. Председателот на мандатно-имунитетната комисија Павле Богоевски во телефонски разговор за Телма рече дека мора да се испочитува процедурата за одземање на имунитет на претеникот Димовски, бидејќи тој е ектолен пратеник и дека собранието ќе го запази рокот од 3 дена, а најверојатно во понеделник ќе го разгледа известувањето од судот дека против Димовски се води истражна постапка. Димовски во судот повторно треба да се појави на сослушување кај судиот претходна постапка на 6 февруари. Во кривичниот суд се донесени поранешните министри Ацо Спасиновски, Михаил Цветков и Љупчо Димовски и поранешниот заменик министри Кристијан Делев. Неофицијално за двајца од нив судот веќе донел одлука, но се чека да бидат објавени решенијата. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција претходно информира дека четворицата во својство на министри за земјоделство, шумарство и водостопанство и нивни заменици во одреден период случувале договори за закуп на земјоделско земјиште, кои не ги раскинувале, иако закупувачите не го плаќале надместокот за закуп. Ние во соработка со обвинителството имавме денеска активност и обезбедени се сите лица кои што се наведени во пријавата. Сите информации ќе ги добиете кога ќе заврши целиот овој процес, ќе издадеме соопштение заедничко со јавното обвинителство. Јас не верувам дека ќе има правда. Народов е излажан во секој случај. И едната влада и другата се кријат. Моментално овај ќе го носиме на суд, онај ќе лежи во затвор, ги извадија од затвор. Еве извадени се. А кој обичен човек е изваден од затвор? Ниеден. Комплексна работа е сега случајот со бегството на Груевски и на другите луѓе што избегаа
и овој криминал што го направија до сега, значи процедурите не се лесни. Не е да земете од левиот джеб да префрлите мобилниот во десниот джеб. Процедурите се долги и мислам крајот ќе си го најде своето место. Тешко е да се одговори затоа што по професија сум правник и то дипломиран правник и ако земам во обзир тоа што сме го учеле и во законите што пишува, во Македонија нема правда за мене. Мислам, не е само тој случајот со Груевски, него уназад многу работи што се случувале и последниве афериве, последново за пензиското што се случува, све нешто против непознат сторител, све е као недовршено, многу треба време да се открие, мислам све се одлага. Јас ништо не би верувал на Македонија. Тоа е резултат на алчност. Нема ИСАФ со милиони евра да се крада. Нема правда во оваа држава. Времето денес беше променливо облачно, во западните делови имаше слаб локален дош, а на планините слаб снег. Поделни котлини имаше појава на магла, дуваше и слаб до умерен јужен ветер. Температурите се движи од -7 до 5 степени. Времето утре ќе биде променливо облачно и потопло со сончеви периоди. По котлините во утринските часови ќе има појава на слаба магла. Ќе дува умерен до засилен југоисточен ветер. Температурите ќе се движат од 2 до 7 степени.